Во 11 часот и 35 минути земјотрес го погоди источниот регион со јачина од 4,5 степени по Рихтер. Во Делчево најмногу беше погодена зградата на средното општинско училиште Методе Митевски Врицо. Повредените ученици веднаш беа изнесени надвор од екипа на територијалната противпожарна единица, каде заедно со тим на итната медицинска помош им беше укажана лекарска интервенција. Čekaj. Stavi direktor. Čekaj. Ima ga Sašo, ne sve sam tačno. A neka se stavi maske od tebe što? Stavi si maske. Ajde, bar. Oka. Паците како го... Така малко. Добро? Да смири се добро. Чувствуваш ли болки во трудото? Не. Значи нога? Не. Значи се е боле. Дишењето добро ли?
Еве имавте дојава за пожар, што се случи во гимназијата Методи Митевски Бриц? Значи имавме дојава за пожар и за земјотрес во гимназијата, ние веднаш интервениравме со 6 пожарникари. Значи евакуиравме 3 деца кои што беа заробени од земјотресот, исто така имаше зафатено пожар во една просторија. Така да брзо интервениравме, децата се евакуирани надвор. Сега веќе екипите на брза помош понатаму си ги превземаат нивните ангажмани, така што вежбата е успешно завршена. Евакуирани се децата, угаснате пожарот. Мислам дека брзо и ефикасно се делуваше во оваа вежба. Оваа симулација на земјотрес и пожар во средното општинско училиште Методи Митевски Брицо во Делчево е само еден од методите на превенција на училиштето во случај на вистинска природна непогода, но воедно и можност да се види до каде е степенот на подготвеност при ваквите ситуации. Еве, кажете ни нешто околу тактичката подготвеност за оваа вежба која што ја видов. За секоја вежба и секоја активност треба некоја тактичка предпоставка според која што ќе се наведуваме и според која што ќе постапуваме. Нашата вежба денесна имаме тактичка предпоставка земјотрес. Еве вака да не парафразирам, ќе прочитам вака во кратки црти која е нашата предпоставка. Земјата се тресе силно. Земјотрес ги погоди источните делови на Република Македонија со јачина од 4,5 степени од Рихтеровата скала, епицентар околу 30 на километри југоисточно од Делчево во районот на Пехчево. Најтешко погодени се централното градско подјаче на градот, каде е лоцирана училишната зграда, и северозападниот дел од градот Делчево. На нашиот објект нема некои посериозни оштетувања, освен некои напукнувања на надворешните џидови од северниот дел на зградата. Има при потресот, има паѓање на малтер во неколку училници од тавански простории, во неколку простории клупи и мебел што е во училиштето се превртени, па поради тоа има во нашата предпоставка и 3 ученици кои што се повредени. Еве тоа е нашата тактичка предпоставка, па ние и молам. Тоа што го видите како сте задоволни, кои се предпоставките, кои недостатоците во Па сега, нели, во такви ситуации се ствара една гужва поголема, во момент не можеме се да забележиме. Првиот печаток е дека според нашите подготовки, според планот и така натаму, ние мислиме дека ги извршишме задачите. Единствено што имаме еден вака проблем, непровописно паркирање на возила во главниот влез на училиштето, па присебноста на полицијата, на противпожарната единица, на медицинскиот центар, најтоа алтернативен пристап до училиштето, така да сепак пак си беше извршено во најдобар ред. Ние сме ученици во Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, каде денес беше изведена оваа тактичка предпоставка. Исто така ние сме волонтери во Црвениот крст. Ние нашето знање денес го применивме во оваа предпоставка, односно во оваа вежба. Ние имаме исто така учествувано во повеќе надпревари, односно во прва помош, и се надевам дека нашата вежба беше одлична. При самата симулација ние забележавме повреда на главата, скраченица на подколеница и на подлактица. И сето тоа сега беше успешно санирано. Еве, како сте задоволни од степенот на подготвеност на училиштето во случај на појава на пожар или во случај од земјотрес? Денеска во нашето училиште имавме вежба за во кризна ситуација, да видиме како можеме да се справиме со некоја ситуација која што може да доведе до несакани последици. Од она што го видовме на терен, сметам дека училиштето е подготвено за една таква вежба, односно за една таква реална ситуација која што не сакаме да се случи. Видовме дека многу е важно тоа што децата сте подготвени, значи извежбани од страна на професорите, знаат на кои излази да излезат и значи брзо и ефикасно да бидат надвор, затоа што знаеме дека во таква вонредна ситуација најголем проблем е евакуацијата на децата во овој случај, значи пред се приоритет секогаш е човечкиот живот. Затоа и во оваа ваква ситуација ние видовме дека институциите значи се подготвени да ги евакуираат децата, да нема повредени или не дај Боже да има човечки загуби. Исто така овие вежби се многу битни да се увидат пропустите или грешките кои што ги има од страна на сите институции, дали во отстранување на возила, дали во евентуално во нашата противпожарна единица, во брзата помош или во самите училишта каде што се спроведуваат ваквите вежби или во другите јавни институции, така што овие вежби се многу важни за вакви вонредни ситуации.
Инаку, ова е втора симулацијска вежба која се реализираше во соработка со територијалната противпожарна единица и итната медицинска служба од Делчево, а во која учествуваа волонтери на Црвениот крст. Првата се одржа во месец април 2012 година.